Почитувани добра вечер, како и секоја среда во 19 часот и 15 минути, вие сте со Трета порта, емисија која ги следи најинтересните политички случувања на интернет просторот и потоа ви ги презентира тука на едно место. Ова емисија е целосно посветена на постизборните случувања, како што е познато на јавноста, владеачката ВМРО ДПМН однесе убедлива победа на парламентарните и претседателските избори и материјалите кои ќе ги прикажеме во оваа емисија се речиси сите засновани на овој момент. Во емисијата ќе видиме мислења околу изборната победа, но и околу ставот на опозицијата да не ги признае изборите. Емисијата ја започнуваме повторно со Facebook страницата на Трета порта, која ја презентираме повторно во оваа емисија и сакаме да ви кажеме дека оваа Facebook страница се уште се гради, се уште таа создава своја публика, но на неа наскоро ќе може да се коментира и коментарите кои ќе бидат представени тука ќе бидат читани и во самата емисија. Така да се што треба да направите е на вашиот Facebook профил да се логирате, да ја побарате Трета порта и да ставите лайк. Тоа е за Трета порта, емисијата ја продолжуваме со она што го најавивме, со постизборните случувања. Почнуваме со отворено писмо објавено во дневниот вестник Дневник, кое е објавено од известен Петре Кривчевски, така е подпишано. Значи да кажеме, но писмото е објавено целосно, што значи дека Дневник му дал известно значење, затоа ќе го прочитам. Значи насловот на писмото е "Сламката е фрлена", со тоа што тука е употребена игра на зборови сламката или мамката. И писмото е засновано на тоа дека опозицијата има премногу слабости за да дојде на власт. Еве дел од писмото. Со жалната вистина дека без нови и чисти лица и без нова и честна матрица сите шминки од видот рестартирање, смени, чекање времето за нив да одработи, на Никола сами да му паднат процентите, со рейтинг аудиоместенките во 5 до 12, шурувањето со соседите, додворувањето на дипломатите, сите тие готоваана и лежеле будете јадам нивни тактики, ќе останат шупливи, односно ќе добијат тоа што заслужуваат. Нова тазе катастрофа поради истата веќе и децениски испробувана формула. ВМРО практикува, СДСМ критикува, првите градат со грешки, вторите крадеа без ниедна грешка. Тоа е отвореното писмо во Дневник, под него нема никакви коментари, затоа нема ни да ги видиме. Емисијата ја продолжуваме со колумна на Бранко Геровски, главниот е одговорен уредник на Слободен печат и Плюс Инфо. Го избравме него, бидејќи токму Геровски е еден од оние кои се залагаа дека опозицијата не треба воопшто да оди на избори и дека доколку и оди не треба да ги признае, не треба да влезе во собранието. Геровски вели дека ова што сега се случува ги потврдува неговите ставови и затоа Геровски сега има колумна која вели "Кризата е шанса". Во својата колумна Геровски повторно одговара на реторички прашања на противниците на неговиот став, каде што еве вели доколку едни велат дека победата на ВМРО ДПМН е огромна. Таа покажува јасно изразена политичка волја. Тука Геровски одговара: "Ништо од сето тоа не знаеме додека не се организираат слободни избори. Никој не ја оспорува волјата на оние кои гласале за ВМРО ДПМН, но таа мора да се изрази во фер и демократски процес, не вака." Второто реторичко прашање е: "Изборите беа мирни, слободни, фер и демократски?" Геровски одговара: "Да, беа мирни, најмирно е во Бутел, на гробиште. Беа мирни затоа што слободата во оваа земја одамна е убиена и погребана, а ваквите избори се нејзини парастоси. Изборите не беа ни слободни, ни фер, ни демократски, изборите беа корумпирани и компрометирани." Сега тука ќе видиме некој коментар, ќе се обидеме во текот на целата емисија да видиме коментари по сите колумни и тоа, значи, според едно непишано правило на Трета порта, се обидуваме коментарите кои се оставаат под колумните да не се согласуваат со авторот. Некогаш, значи, и нема такви, па се обидуваме да најдеме.
Значи, тука има поголем дел од коментарите се согласуваат, затоа треба да се види еден вели вака: не излегов во првиот круг кога го видов Пендаровски на Косово. Не само што гласав за ВМРО ДПМН, туку и агитирав кај што можев. Кај вас барајте ја вината, а не кај народот. Тоа е коментар на колумната на Геровски "Кризата е шанса". Продолжуваме со колумна на Тони Науновски, која е сега околу изборната победа на ВМРО ДПМН. Тони Науновски вели дека ВМРО ДПМН сега треба да ја задржи победата и ги повторува неговите познати ставови дека ВМРО ДПМН не треба да направи коалиција со ДУИ. Науновски вели дека ВМРО ДПМН сега може да го направи, дека е комотна, дека има доволен број на пратеници и дека воопшто не им треба коалиција со ДУИ, бидејќи ДУИ според Науновски ги користи своите уцени и така работи против државата. Тоа се ставовите на Науновски и затоа и колумната е насловена "Задржување на победата". Во колумната Науновски има хипотетички замислен разговор на ВМРО ДПМН со ДУИ и коалицијските партнери, па еве еден дел од тој замислен разговор како според него би се одвивал со ДУИ. Значи, ако ДУИ каже: ако не ги исполните нашите барања, тогаш ќе го блокираме носењето на законите што се гласаат со принципот на Бадентер. ВМРО ДПМН одговора: тие закони и онака веќе се донесени, што значи дека нема потреба од такви гласања или нови закони за кои според Уставот за жал е предвидено такво гласање во собранието. Меѓутоа и онака правиме анализи на кои начини да го делегализираме овој принцип кој еве го користите за недемократски политички уцени. Освен тоа, ваквиот ваш пристап не соодействува со новите концепции на нашата влада за посветеност на економијата и амплификација на демократските принципи. Па оттаму ви благодариме за средбата и очекуваме соработка во собранието. Така, според Науновски, ВМРО ДПМН треба да направи коалиција со ДПА и треба да ги внесе во владата ГРОМ и партијата Достоинство, според Науновски, која иако не влезе во собранието, сепак вели дека треба да се повика. Еве ќе видиме тука еден коментар кај што читател вели: браво, кратко и јасно. Одамна помина 2001 година кога на чело на државата беа најголемите предавници на македонскиот народ: Бранко Црвенковски и Љупчо Георгиевски. Се надевам дека ВМРО ДПМН ќе стави крај на политиката на Али Ахмети и другите криминалци кои само ја плячкаат државата на штета на сите кои живеат во неа. И тука има и друг коментар кај што друг читател вели: после 3 дена на Науновски доаѓа 4ти ден. Поздравете се од Западна Македонија. Ете го, после овој коментар доле се развива друга дебата, но за жал не можеме да ја видиме целата. Иако можете да претпоставите дека е интересна кога веќе се уфрлуваат вакви коментари. Продолжуваме со колумна на Ерол Ризаов, кој вели дека се што се случило после изборите е Македонија наместо да излезе влегла во нова криза. Вели кризата е создадена со тоа што опозицијата не ги признава изборните резултати, сака да излезе од собранието и целосно да излезе од сите институции. Ризаов вели Македонија во нова криза и еве дел од неговата поента. Од денес граѓаните на Македонија ќе се соочат со нови тензии, карактеристични за постизборните политички кризи. Бојкоти, јазик на омраза, делби, политички пресметки, не се исклучени протести и демонстрации, злоупотреби на власта, закани, апсења и притворања на политички противници, што неминовно води кон општа нестабилност и несигурност. Не беше тешко да се предпостави дека е можен ваков изборен финиш по начинот на кој се водеше целата предизборна кампања.
Тоа има и уште од тој статус, но нема да го читаме цел, бидејќи е долг. И еве сега ќе видиме некои од коментарите кои не се согласуваат со Ризаов. Еден читател вели, ако мислиш на изјавата на Заев, од тоа нема ништо. Уште кога го избраа за председател на СДСМ, напишав дека он е човек кој работи по принципот кој што ќе му шепне. Некој пред 19 часот му шепнал да не признава резултати, друг во 21 му шепнал нешто друго. Еве ќе видиме и еден различен коментар. Маестрално кажано како и секој пат, но очигледно кај читателите мнозинството нема ефект. Што е работата? Дали само во општина Центар живее нормален народ? Дали само во општина Центар гласачите се непоткупливи? Само тие ли имаат памет правилно да гласаат? Значи, различни коментари, различни ставови на колумната на Ризаов, Македонија во нова криза. Одиме со колумна на Сотир Костов во Дневник, која е насловена со неуката реторика на Заев и на Пендаровски. Мислам дека самиот наслов е доволно јасен, што сака да каже Костов, и еве дел од неговата поента. Сега можно е, не велам дека не е можно. На митинзите од многу извици браво, да им влегло вода во уши и однапред да помислеле дека се победници. А доколку тоа не го потврдат резултатите од гласањето, тие по никоја цена нема да ги прифатат и признаат. И за ваква ситуација, почитуваниот Младен Делик имаше изрека, па луѓе мои, ова е лудница. Тоа во спортот навистина беше смешно, но ова што го прават Заев, Пендаровски и СДСМ се граничи со лудило. Тоа е колумната на Костов. Еве дел од коментарите. СДСМовското горчливо наследство од легендарниот лидер БЦ, товарот што тој им го остави со неговото арогантно понашање и отвора уста кон народот или ги излажа или подкраде. И друг вели се обраќа на Костов. За тебе многу е важно кој што кажал на митинзите, а воопшто не е важно како се одвиваше изборниот циклус. Нормално според наочарите што ги носите, се беше регуларно, немаше убиства, тепачки, а кој колку пати гласа и дали според своја волја, тоа е најмалце важно. Терајте понатаму така, а тебе баш ме интересира каде се сега до мен, се разбира според заслугите, како што едно време беше заменик директор во дирекцијата за авиолетови. Тоа е одговорот на колумната на Сотир Костов. Емисијата ја продолжуваме со сет на колумни посветени на овие случувања. Значи го имаме Ацо Кабранов од Либертас, кој има спротивно мислење, го имаме Димитар Грумар, имаме коментари на нивните ставови и може да се каже дека оваа битка на размислувања, оваа битка на ставови која се случува во медиумскиот простор најмногу се води околу една поента, дали изборите биле фер и демократски и дали според тоа опозицијата има легитимитет да не ги признае институциите или нема, или само тие дека се жалат на изборниот резултат. Еве колумната на Кабранов вели на скандинавецот кон на Прометеј му остана само уште гаките, притоа алудирајќи на изјавата на Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН дека изборите биле скандинавски. Одличен потег на Заев. Нека го плукаат противниците и платениците колку сакаат, но на нашиот скандинавец му останаат само гаките. На Прометеј накнадно му облекуваа, но чинам неговите допрва ќе му бидат смкнати. Сега е уште само со гаки. Играта власт нека си ја игра со тачи и јали. Пријателите албанци ми велат, ние имаме за жал еден шеф, диктаторот Грујо, тој според нив ги командувал и Али и Тачи, оти биле лакоми на тендери и евричи. Тоа е колумната на Кабранов. Еве ќе видиме што велат неговите читатели.
Господине Кабранов, лошите денови на власта според вас доаѓаат и во 2008 така викавте, и 2011 и лани. Доживувам ли дежаву по кој знае кој пат? Кога ќе бидат тие лоши денови? Се дури е СДСМ со онаква структура, се додека Заев се служи со истите тактики како и неговиот претходник, друга власт не може да има. Тоа вели еден, а друг вели вака. Мислам дека многу бргу од еуфорија ќе паднат во депресија. Само СДСМ да истрае и да престане да изигрува вреќа за набивање, правејќи се поголем поп од папата, па ќе чува некои државни интереси. Народот си избра кој да му ги чува државните интереси, па нека ги заедно со ДПМН чуваат. Значи, како што имаме кажане неколку пати во емисијата досега, овие коментари на читателите најчесто се напишани на брзина, како што и се коментира на социјалните мрежи, па многу често има граматички неправилности и кога ги читаме тие коментари има потешкоти, затоа се обидуваме да ги прочитаме правилно, бидејќи инаку нема да бидат разбрани. Одиме со колумна на Димитар Грумар, кој вели дека Македонија заслужува опозиција. Тука Грумар вели вака. Мора нешто да не е во ред со опозицијата, подури таа да е во најцрн режим ако губи во серија десетина пати, а токму тоа се случува. Здодено е веќе барање мани во брешливоста на фломастерите, во неефикасноста на невидливото мастило, нехигиената во избирачките списоци. Здодено е дека е криво се од крива паланка, кривогаштани до крив пустец. Тоа е отприлика ставот на Грумар, значи вели дека опозицијата треба да престане да се жали затоа што ги губи изборите. Еве дел од ставовите, еден читател вели: опозицијата поред губи и во Белорусија. Дали нешто не е во ред со опозицијата таму или со системот кој владее, не знам, а и не ме интересира. Тука имаме опозицијско расположение, голем дел од населението е незадоволно до степен на неиздржливост, но ниедна опозиција тоа не знае да го искористи. И еве уште еден. Дечкиве од опозиција воодушевуваат со тоа колку се упорни постојано да докажуваат и покажуваат колку се изборно инфериорни. Не само по тоа, туку и колку се најсточеви, сопствениот пораз да не го припишат нам како држава и народ. Тоа е колумната на Грумар. Македонија заслужува опозиција. Одиме со една интересна анализа која малку одстапува од класичните политички анализи. Тука имаме еден текст на Фактор кој е насловен "Изборна победа, психолошки пораз", во кој се консултирани психолози, значи како тоа изборите влијале врз народот, изборите како процес, предизборната кампања, бомбардирањето со пораки, со слогани, 24 часовната тензија поврзана со изборите, бидејќи сега имавме и два изборни циклуси, за прв пат во Македонија, претседателски парламентарни во ист ден, два круга, значи еден прилично политички напорен период. И еве што велат делот психолозите. Тука е консултирана Лидија Зорба. Тука станува збор за вешто употребени психолошки механизми со кои одредени центри на моќ, политичките разлики меѓу луѓето ги ескалираат до ниво на лична нетрпеливост и креираат чувство на анксиозност и кај оние кои имаат одредена политичка определба и активност, и кај оние кои не знаат или свесно не сакаат да ги декларираат своите политички погледи. Тоа е статусот на коментарот на Лидија Зорба. А сега продолжуваме со една традиција која востановивме во Трета порта, значи во емисијата пуштаме веќе и видеоматеријали. Во оваа емисија ќе пуштаме материјал кој е највпечатлив, тоа е она што се случуваше по изборната победа на ВМРО ДПМН
славието на плоштадот на приврзаниците на ВМРО ДПМН. Ќе го видиме тоа, ќе видиме и дел од говорот на премиерот Груевски, и тоа еден дел каде што премиерот и председателот на ВМРО ДПМН се изразува со еден спортски речник, алудира на тоа дека тој бил боксер и дека опозицијата тоа му го префрлува, а ќе ја видиме и изјавата на председателот на СДСМ Зоран Заев дадена веднаш по изборите. Еве сега да го видиме видеото. Ако загубите со класичен нокаут, со класичен директ и паѓање на патос, и не може да застанете тоа, а во боксот Бога. Како што се овие 181.000 граѓани разлика. Како може судијата да ви биде крив? Како може друг да биде виновен, освен самиот тој што е загубил борбата? Тоа е силна, убедлива победа на ВМРО и коалицијата. Во име на заштитата на волјата на граѓаните, на нивните гласови и нивните права, во име на заштита на демократијата, човековите и цивилизацијските вредности и придобивки во Република Македонија, овие и вакви криминални избори не признаваме. Бараме итно формирање техничка влада, што ќе овозможи спроведување нормални и фер председателски и парламентарни избори во земјата. Власта спроведе изборен грабеж. Да, тоа беше видеоматеријалот. Тука може да се каже дека е сумирано се што се случуваше по изборите во две кратки изјави во инсерти. Сега емисијата ја продолжуваме, ќе видиме уште две колумни и ќе ја завршиме со неколку Facebook статуси, значи како што редовно ги читаме Facebook статуси на социјалните мрежи на одредени аналитичари, новинари и јавни личности. Еве колумна на Антонио Спасев од Дневник, кој вели Иванов ја порази и Дуи, и тука тезата е дека не успел повикот на бојкот на Дуи за председателски избори, дека победата на Иванов ги побива сите нивни заложби. Повие јасни пораки од граѓаните. Минимум политичка култура е Али Ахмети и неговата врхушка веќе денес да излезат и јавно да искажат дека нивната неуспешна епизода е завршена и дека откако видоа како легитимитетот на старо-новиот председател Иванов е подкрепен со над половина милион гласачи од сите етнички заедници, ќе соработуваат со него секогаш кога е тоа потребно и конечно да кажат дека тој е нивен председател. Тоа е колумната на Спасев. Ќе видиме и колумна на новинарот Петрица Рачини, која е насловена со демонтирање на машината, и под машината Рачини мисли на целиот систем кој според него фалсификува избори, ја фалсификува волјата на народот и еве ќе видиме дел од неговата поента. Еве можеме да го видиме ова.
Вистината е на површината. Јасно е како функционира машината. Јасно е дека без нејзино демонтирање нема напредок за општеството. Но ајде да видиме како да се спречи тоа, како да не се дозволи преку мобилизација на 20-30% од гласачите да се продава како волја на мнозинството и да владее со останатите 70%. Како да се ефектуира тоа што се гледа и математички од резултатите на претходните избори, а верувам и на овие, дека збирот на гласови дадени за опозицијските партии и во македонскиот и во албанскиот блок е поголем од гласовите дадени за партиите на власта. Тоа е колумна на Сарачини. И сега се префолуваме на Facebook статусите. Тука имаме неколку интересни. Ќе видиме прво од новинарката Светлана Јовановска, која таргетира еден интересен сегмент кој можеби не се зборува многу во јавноста, каде Јовановска прашува: му пратили некој од светот честитка за победата на ВМРО ДПМН? По 24 часа би требало да има по некоја. Значи тука се работи за оние официјални честитки кои доаѓаат од други држави, од други премиери, од други председатели. Значи за честитката за победата на парламентарните и председателските избори. И еве тука имаме Facebook став на аналитичарот Арсим Зеколи, кој е поврзан со ова, кој сега не знаеме дали е ироничен или ова е навистина, каде што вели: чекаме и дочекавме, еве честитка од Северна Кореја, но ова е значи ставено на ироничен начин, се разбирам, во поглед на тоа кој би можел да честита. Одиме со Facebook статусот на новинарот Миодраг Мишолиќ, кој вели: опозиционери, конструктивна критика не е лоша работа. Кога ќе сватите, ќе почнете сериозно да го загрозувате Груевски. Во сегашната ситуација тоа е првиот чекор. Тоа е Facebook статусот на Мишолиќ. И емисијата ќе ја завршиме со Facebook статусот на Ивица Боцевски, кој често го читаме во оваа емисија, неговите ставови. И овој пат Боцевски вели: се моли Амди Бајрам, како успешен стопанственик и докажан математичар, да им објасни основни математички операции на Бихачка без број, собирање, одземање, множење и делење. Како е можно да се оспорат 300.000 гласа и да се тврди дека само 200.000 граѓани гласале за Иванов, наместо 535.000? Само да подсетам дека во 94-та, кога беа брутално фалсификувани изборите, илјадници луѓе излегува пред собранието, а Љупчо Георгиевски, Петар Гошев и Љубиша Георгиевски едвај успеа да ги исконтролираат народниот гнев. Истото се случи во 99-та, кога се фалсификуваа изборите. И тогаш имаше масовен излив на гнев од граѓаните заради изборната измама. Овој пат Бранко Црвенковски и Тито Петковски мораа да ги смират граѓаните заради изборниот фалсификат. Тоа беше Facebook статусот на Ивица Боцевски. Со ова ја завршуваме ова емисија на Трета порта. Не заборавајте, на Facebook е нашата страница, значи се што треба да правите е да се логирате на Facebook, да ја побарате Трета порта, да ставите лайк, наскоро таму ќе има и коментари кои ќе бидат читани и во самата емисија, значи вашиот глас, вашето мислење, вашите ставови, вашите коментари ќе бидат достапни на јавноста. Следете ја секоја среда Трета порта во 19 часот и 15 минути. И не го заборавајте слоганот на Трета порта, дека ние не ви кажуваме како да размислуваме, туку ви ја прикажуваме целосната големата слика. Останете со програмата на 24 вести.